Dami i gospoda, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани. Добро дојдовте во Гласот на народот. Еве, во овие минути две би морал да коментирам, со оглед дека не сакам да не биде искоментирано тоа што е дека Општинскиот инспекторат на општина Тетово донес одлука да се урива и крстот на Попова шапка, заедно со 5000 други објекти. Ова ми даде за право што во една од моите изминати емисии коментирав со мој соговорник за и околу ова небулоза, ова нефер, нечовечка, нехумана ситуација од поединци кои навистина им се даде секаква можност, почитувани, им се даде можност да 4-5 пати во текот на денот го злоупотребуваат македонското мнозинско население, кој е православно. Да, според членот 19 од Уставот, државата е одвоена од црквата, од верата. Но македонскиот народ и православниот народ ја почитува молитвата, бидејќи тоа е дискреционно право. И тоа се моли секогаш во една тивка, смирена ситуација, а не со, простете, тоа е урлање во секој случај, да се пуштат над 150 децибели и да ви го реметат мирот и сето неспокојот. Од друга страна, ако веруваат во Севишниот, треба да го почитуваат и сограѓаните, истиот народ кој верува во Бога и се моли. Меѓутоа тивко. Ова не е случајно го велам, бидејќи дојдовме во таа вистинска мајоризација, не потикнувам, многу им право да коментирам, како проставен кирсијане. Но од друга страна, да ви кажам искрено, што многу ме потикнува, сахралниот објект, џамијата Карши крстот е диво градва според информациите кои допреа до нас од медиумите, а таму има еден подписник на еден новинар кој преку ноќ стана професор доктор. Истиот тој има своја викендичка и секојаш 5-6 пати во денот ги слуша молитвите на 125 децибели. Истиот тој бил против крстот, кој е крстот на Попова шапка, да се разбереме, е составен дел на манастирот Свети Наум, кој изграден децени, односно пред овој објект кој е дива градба. Мораше тоа да реагирам, но нема да не реагирам и за денешната ситуација. Тоа е загаденост на воздухот и тоа максимално. Тоа ќе биде темата. Останете со нас, веднаш по джинглот се враќам во студијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, почитувани, реков и дадов збори дека ќе говорам за тоа што е најсуштествено, тоа е воздухот. Како воздух ние дишеме. Дали дишеме чист воздух или нуркаме во токсични облаци на канцерогени частици. Задоволство ми е што го поканив мојот колега од Македонска телевизија, сега е главен и одговорен во односи за јавноста во Центарот за управување на кризи, магистер Илија Појаровски. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер до вас и до вашата публика и до ценетата телевизија Вистел. Навистина ми е чест да бидам ваш соговорник, бидејќи од вас сум учел буквално во пракса, бидејќи додека јас бев помлад и вие сте нешто повозрастен од мене, навистина беше прекрасно да се учи од колегите кои што знаеа и во пракса да ги применуваат работите кои што значат теорија на хартија, но нели хартијата трпи се, а праксата го профилира секогаш најдоброто кај професионалецот, ако навистина има способности 99% да работи и 1% да има талент. Вие тоа го имавте, морам да ве пофалам на некој начин, не само заради тоа што сум гостин во вашата емисија, се сеќавам дека ние чекавме понекогаш
вие да прокоментирате за одредени работи, за да видиме каде дува ветерот, па како помлади новинари да истражуваме во таа насока, каде што оди ветерот, за да бидеме актуелни. Илија, буквално. благодарам многу, наистина, се нелагодно ми е во секој случај благодарам од се срце и наистина ми представува големо задоволство за овие изборови, но како и да е, и мене ми е задоволство што сте со мене вечерва и ќе говориме за една суштествена тема, тоа е воздухот кој е составен, еден од најважните составни елементи на нашиот живот, нашето живење. Еве денеска, ако ја отвориме апликацијата Мој воздух, ќе ми дозволите, бидејќи ова е жива емисија, а режијата секако јас ќе замолам додека се снајдам со апликацијата, Мој воздух, и вие почитувани секако, вака вели 89 црвено. Зоране? Гледате, и вели вака, многу загаден воздух, вели, затворите ги прозорците, избегнувајте активност на отворено и задолжително носење маски за загадување. Дали, еве, ги гледаме и овие инсерти, претпоставам дека режијата од инсертите се одиме или од прилогот, не, од инсертите, ова се инсерти, господин Бојаровски, како воздух дише ниво Скопје, градот Скопје, а сите патишта водат кон метрополата наша, са метропола да наречеме, нашиот главен град. Ние, појлете. Токму така како што сте насловиле. Дишењето чист воздух практично е имагинарно. Ова повеќе нели наликува како што сте насловиле нуркање во токсични облаци од канцерогени честици. Буквално. И кога зборуваме за воздухот што го дишеме, тоа е тема многу години наназад. Не би било лошо можеби да се навратат одредени стручни лица понатаму. Се надевам дека ова наше гостување кај вас, освен што ќе проговориме од агол на Центарот за управување со кризи, ќе предизвика и други стручњаци да го искажат своето мислење и да истражуваат повеќе и да оние податоци кои што вие ги покажавте и со вашиот мобилен. Да, тоа е Мој воздух апликацијата, кој сите што ја поседуваат Android телефон, умен телефон да речам, ќе може да го регистрират. Токму така, но едноставно да не биде само тоа регистрирање. Ние ќе се регистрираме, ќе си кажеме што ќе си кажеме, но што од тоа? Токму тоа, дали тоа ќе биде само кажени зборови, еве, дозволите ми, јас ќе замолам режијата да го подготви прилогот, ја им се заблагодарам, господин Бојаровски, че се согласите со мене на екипата на 360, може да ги пофалам, тоа се дечки кои висна работат, и јас ги почитам сите кои се вредни. И направиле еден прилог за и околу водно, нашето бело дробие, кое е загадено и нападнато од луѓе кои не се грижат за здравјето на населението, а потоа ќе видиме како воздух дише. Можеме да одиме со еден прилог? Секако според вашата уредувачка програма. Тоа е 7 минути, нека биде еден шлагборд, еден лајт мотив за нашиот разговор. Одиме со прилогот на 360 да видиме што е тоа интересно и каде ќе не водат нашите разговори во текот на емисијата. Останете со нас. Словенска патека или патека од кај полицијата е една од опциите за оние што рекреираат на водно. Многу го сакам водно. Секој слободен момент го користам да дојдам на водно. За здрав живот, секако за рекреација, спорт, премногу. И што видел да го купираат, стварно ќе немаме чист воздух. Рутата води покрај швајцарската резиденција и 6-та управа на МВР. Иако е тесна, по патеката се пробиваат и возила. Се чудам што е со државава. Што има? Лоша катастрофа. Не се проја. Камиони на секој чекор долу има. Камионите вртат еден по друг, а товарниот дел им е покриен со церада. Снимките од дрон покажуваат каде идат и што носат. На парцели блиску до земјениот пат, во напредна фаза е градба на 2 идентични објекта. Парцелите се надвор од деталниот урбанистички план на општина Центар и од генералниот план за цело Скопје.
Иако се вон урбанизиран градежен реон, постојат правила на игра за тоа какви градби може да никнат, но во овој случај ниту некој побарал, ниту пак добил дозвола за градба. Нашите инспектори благовремено по доставената пријава од граѓани излегува на терен. Беа ставени жолти ленти, но дел од собствениците ги отстрануваат и се продолжуваат со градбите. Насоката е дека истите мора да прекинат и да се отстранат. Местноста се вика Шербетница, а според податоците од катастарот, станува збор главно за земјиште од категорија лозија. Сите се во приватна собственост. Двата објекта се најнови, но не и единствени. Снимките од Google покажуваат дека овде и пред 10 години постоеле градби, но и дека во последниот период се множат. Се познавате ли со луѓе во што градат? Мал е градот, сите ги знаеме, дури не само горе што градот, туку ги знаеме луѓе и на други места. Од наша страна е дадена насока дека тоа е кривично дело и дека мора да се престане со дивоградбата. Поради тоа што гледаме дека некои реагираат, некои не реагираат, ние ќе го почитуваме законот и ќе постапуваме по истиот. Иако градбите се наводно, тие не влегуваат во заштитениот појас на планината. Некој што сака да гради, мора да поднесе иницијатива до општината, па ако таа се прифати да се изоди целиот административен пат пред да почне градбата. На дел од парцелите има имотни листови за викендички или останати помошни објекти. Освен овие две, веќе напоменав, неколку куќи има веќе таму. За тие постапена? Има повеќе решенија за рушење уште од минатата година. Па зошто не се реши? Зашто средствата на општината не се доволни. Дополнително, општината има намера на седница на Советот да предложи се што е надвор од ГУПот да не може да се разработува со проект вон урбанистички план. И додека се бараат средства за рушење на водно, пари за таква намена веќе се издвоени за легендарната дивоградба на Пластичарска, позната во јавноста уште од 2016 година. Според написи во медиуми, тогашниот градоначалник Андреј Жерновски прво го затворил градилиштето во почетна фаза, а следната година откако напреднало и го срушил. Лани, случајот се реактуализира кога и Герасимовски го затвора градилиштето, сега во уште поголем габарит, и дава рок инвеститорот да го урне. Но наместо на уривање, на терен мајстори вредно работат на доградување на зданието за кое нема никаква градежна дозвола. Во мини јавна набавка, Герасимовски нашол и механизација за уривање. Беше и договорена акција за отстранување на објектот, но поради многу бројните пријави, така не стигна и допис од страна на Министерството за внатрешни работи, во делот на бомби во училиштата и недоволен број на полициски службеници, истата беше стопирана. Повторно од моја страна, по известен период, пред неколку дена, е доставено повторно барање за асистенција од страна на МВР, за да заедно излеземе на терен и почнеме со отстранување на тие диви објекти. Откусиот одговор што го добивме од полицијата, треба да се заклучи дека овој пат Герасимовски би требало да добие поддршка. Ве известуваме дека во СВР Скопје има доставено барање и по однос на истото ќе дадеме асистенција. Уривањето е скапо, а во случај кога инвеститорот е непознат како на Пластичарска, трошокот паѓа на товар на општината. Враќање на просторот во првобитна состојба пак значи уште поголем трошок. Сепак, Герасимовски е дециден дека на Пластичарска ќе се случи уривање. За водно се бараат пари. Ние во план програма, која што има направена инспекцијската служба во делот за рушење, мислам дека има околу 9 милиони денари предвидено. Увидувајќи ги големите трошоци кои што ќе ги имаме со овие две дивоградби, договорено да се направи што побрзо текот на следниот месец ребаланс, каде што ќе се допунат средствата за таа намена, за да може да се постапува и за отстранување на овие објекти. Центар е атрактивна општина, а инспекторите ловат и доградби, надградби и продолжени тераси. Пред 2 месеца беше отстранет нелегален бутик на улица Македонија. Герасимовски вели дека оние што градат на диво, особено погабаритни зданија, се охрабрени во исчекување на легализација. Тој смета дека е дојдено време наместо за уривање,
да се размислува и за опцијата конфискување. Ние како општина ќе побараме, ќе почнеме иницијатива, истата ќе ја доставиме до ЗЕЛ, за тоа е измена на членови од законот со цел да имаме можност за конфискација, поради тоа што прво нема да се прават трошоци, а самите објекти би користела или општината или државата за одредени намени. Освен впечатокот за безредие и сомнежот за трговија со влијанија, пробивањето градби во белите дробови на Скопје се чини особено проблематично. Прашање на време е кој побрзо ќе стави крај на градежните апетити, надлежните или природата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, тоа е во рубриката избор на нашиот проект и изборот беше токму 360 и овој прилог, што ќе биде пракса и со другите емисии, кои исто така тоа ќе биде еден вид поздрав и респект кон авторот на проектот, односно на прилогот и на темата. Ова тема, господин Веровски, не случајно ја земавме како прилог за бетонизација на Скопје. Оти ние немаме зелени површини. Белодробието, единствено белодробие на народ кој е во фреквенција од 1 милион апроксимација, исправете ме, град Скопје со околината, тоа е 1 милион народ. Да му го одземете право на чист воздух, тоа е злосторство, ќе се согласите со мене. Па, неминовно мора да се согласиме околу тоа дека е барем приближно кон злосторство, ако сакаме да намалиме вредноста на толку остро да не реагираме, а треба остро да се реагира. Знаете зашто ќе упаднам сам 5600 животи замина непланирано, да речеме. Но кога сме кај бројките, да. Скопската котлина конкретно има податок дека би истрпила, под наводници би истрпила, значи население е околу 300 до 350 илјади. Како Лјубљана што е? Лјубљана со години и со децени не може да излезе више повеќе од 300 илјади жители. Еве, во прилог на тоа, Лјубљана од Втората светска војна па до распадот на бившата Југославија, значи СФР Југославија, имала зголемено население точно 14.000 луѓе. Што е тоа? Тоа не е ништо. Ништо во однос на Скопје. Скопје е неколку пати зголемено, односно најмалку 2,5 пати. Значи, од тоа што води господ Бојаровски се тоа? Сета оваа демографска експанзија води на тоа да се зголемуваат ризиците и опасностите од пренаселеноста, од користењето на ресурсите на мал простор, многу ресурси на мал простор, и од аспект на Центарот за управување со кризи би требало да напомнам дека Центарот за управување со кризи од кога постои, а и претходно оној сектор за подготовки во Министерството за одбрана кој што постоел во нашата држава и од пред 2005, а и во секретаријатот за одбрана во СФР има еден континуитет кој што постојано работи на слична или иста проблематика, давајќи им на општините, на градот Скопје и на државата, значи, буквално проценки за ризиците и опасностите. Тие ризици и опасности буквално се може и во писмена форма да се дадат, а сега нели и во електронска форма им се даваат. Потоа, значи, општините, градот Скопје, државата треба врз база на тие ризици и опасности набележани од Центарот за управување со кризи, кој што е специјализирана практично дирекција токму за управување со кризи, и една од основните задачи е она што ние велиме дека треба да бидеме ние превентивни. Секако. Да превенираме. Не само да констатираме нешто, па потоа да трчаме по опасноста или во сферата на односите со јавноста, што се вели дека тоа треба да бидеме активни, а не проактивни. Така. Да се случи нешто па да Граничанскиот научен центар даде добар предлог, конфискација, бидејќи се вложени средства, и верувам дека
луѓето кои не го почитуваат законот, словото на законот, после тоа што ќе му се одземе тоа, а ќе биде користено за други намени, дали друг не би се решил да направи такво безредие или таков неред во урбанистичкиот план на градот Скопје. Јас и другите ќе одговорам, но немојте да го сватите мојот одговор како оградување. Волите. Од аспект на Центарот за управување со кризи, немам што да додадам на вашето е повеќе страно прашање, констатација, кое што и треба токму тоа да го продуцира, што вие и цел живот го продуцирате, да поттикнете решавање на работите, да поттикнете професионалците да се најдат таму каде што се навистина професионалци или како што велиме, вистински луѓе на вистински места. Што добиваме? Врвни резултати. Се става крај на безредието, беззаконието и неказнивоста. Експертите да си го кажат своето, а токму кога зборував од аспект на Центар за управување со кризи, за набележаните ризици и опасности, што ние ги даваме на институциите, односно на општините, на градот Скопје, пак ќе повторам и на државата, значи, треба да се постапува по нив. Бидејќи, кога ќе се постапува, значи ќе се анимира некој кој што е експерт за почва, експерт за воздух, бидејќи воздухот како воздух не влијае само на нашите дишни патишта. Тој влијае на почвата, тој влијае на водата понатаму. Околината целосно. На целосната околина, бидејќи кружниот тек на водата и малите деца знаат дека се го има своето. Ги носи од одгоре сите работи долу. Така. Со дожд, со снег и потоа пак во водата, па потоа кружи. Циркулусот визиозно се затворен круг. За да не бидеме ние луѓето, па и животните, практично живите суштества, своевидни филтри, што природата од која ќе го изфилтрира негативното во воздухот, ќе ги фрли, односно, прерано ќе си одат луѓето. И сте голем љубител на природата. Токму така, затоа и посочивте дека ќе зборуваме за колку е нарушена екологија, за екологијата, за амбиенталниот воздух. Господин Бојаровски, во светот, во нормална држава, значи сум бил по светот, ја прошетав Европа, светот и така натаму, и подалеку. Таму се збори животна средина и граѓанско општество. Во една нормална цивилизација. Што значи тоа? Здрава еколошка средина и ментална матрица, значи граѓанско општество кај што нема политиканство. Или она што во основните училишта се учи од природа и општество. Секако. Значи разделено, а сепак заедно. Што имаат силни пораки во делот на во едукацијата на ученикот уште од мали нозе, што велиме нака, да биде инкорпориран во значењето на природата и незините вредности. Што добиваме кај нас? Вистинска дисторзија, доколку се согласувате со мене. Имајќи факт дека децата не ги учиме, не ги внесуваме во еден нормален тек на развој, да научат што се основните обврски на еден граѓанин, да го почитува зеленилото, да се грижи за зеленилото, за зелените површини, да инвестира. Вие сте еден од чинителите во ЦУК, Центарот за управување на кризи. Со кризи, да. Со кризи. Меѓутоа, еве пожарите да ги земеме. Какви штети прават остават и во делот на шумите? Велат, нели, народот вели, со огин играчка нема, а во исто време добар слуга е многу лош господар, пожарот. Ние се трудиме во Центарот за управување со кризи, тоа го докажавме во последните две големи сезони за пожари, 21 и 23. Само што на некој начин приврши, заврши, се уште имаме пожари на отворено, дека со вистинско реагирање и со одредени тактики кои што се спои помеѓу она што е одржливо во теоријата со праксата, оперативноста, може да се доведе до вистински резултати. Нашиот директор Стојанче Ангелов, прочем, и во медиумите и кај вас има гостувано, сигурно и изјавил токму она што го научил
тој скромен е, вели, јас научив многу работи кога дојдов, не знаев за Центарот за управување со кризи, а имал 18 години работен стаж. Синдикатот токму за тоа и се залагаше да дојдат вистински луѓе на вистински места за да имаме врвни резултати. Се поклопија некако коцките, тој и заменикот Екремзен Дели работеле во државните структури, во одбрана, безбедност, кризен менеджмент. Знаеа каде доаѓаат и можеа да се снајдат веќе после вториот, третиот ден, првата недела веќе да знаат каде. Странно. Господин Јаровски, колку... И тука, да довршам, при пожарите, буквално се покажа дека проценката на Ангелов, дека треба што е можно побрзо да се реагира, што е можно побрзо да се изгаси секој мал пожар. Бидејќи, кој ќе се разгори, потоа бадиела да се интервенира. Не мора да чекаме ние пожарот, па малку е. Па за момент ќе дувне Свети Николски ветар, Штипски ветар. И тоа малку ќе отиде на десетици километри. Го загрозува амбиенталниот воздух во секој случај. Не само тоа, што го загрозува на одреденото место каде што гори, го загрозува амбиенталниот воздух таму каде што ветерот ќе го однесе. Да. Ние зборувавме за одредени пожари, внимание, затворете ги вратите, прозорците, не излегувајте, но зборувавме превентивно за одредена околина, не можевме да да превенираме некаде каде што дождот и воздухот ќе однесе подалеку од таа оптичка видливост од 10 километри што имаме во околината на одреден пожар. Дали имате соработка со, која реков, граѓанско општество? Тоа е многу битно, како што се активисти. Еве го ќе го спомнам од два, кој наистина јас си дадов збор дека ќе им посветам внимание повеќе од кој да е медиумски простор, имајќи факт дека мораме се грижиме за нашето здравје и за чистиот воздух. Имав сознание дека, ако ми дозволите режијата, ќе замолам, имаме еден убав слайд, тоа е на група, повелете, видите, и имаме во позадина. Тоа е на петиција организирана на група граѓани кои решија во секој случај да се спротивстават на ездата, на непринципиелните луѓе кои дефинитивно сакат да уништат природно плодно земјиште од прва класа за изградба, односно за биде некаква база на Бехтел и ЕНКА, повторно таа фантом организациона поставеност на тоа што нас многу не чини и кој уништува многу природни ресурси и носат големи штети на Македонија. Ова е тој простор каде што ова е земјиште од прва класа, прва категорија. Значи плодна нива, земја која треба да произведува органска храна. Ова се уништува, господин Бојаровски. Ова се уништува повторно за нешто што по мене е нелогично, недефинирано, нетранспарентно. Од друга страна, ако ми дозволите, што би додале, ја само ме прашувам? Јас гледам со голема површина, веќе го одминавме тој слайд, буквално со голема површина и само би се ме провоцираше ова, не навлегувам во она што го кажавте, вашето искажување е сестрано. Треба да поттикне стручњаци да си го кажат својот збор и да се реагира на се што значи загрозување на безбедноста по здравјето на луѓето, на животните, на суштествата. Ме поттикна на еден проект кој што Центарот за управување со кризи го работи токму за здрава еколошка средина. Првично им е чудно на луѓето садење на фиданки. Значи не на дрва. Дрво е нешто мртво. Дрвјата ше живи. Не фиданки. Фиданки и тоа кај едно прекрасно село, полно со луѓе, живеат јуруци. Тоа е посебно племе, турско племе, кое што го имаме ние во Македонија, на селото Коджалија, на највисоката точка. Зошто таму? Зошто е проценето дека покрај тоа што има влијание и на воздухот, и на водата, има најмногу влијание за спречување на поплавите. Сличи, значи, и тоа е водена ерозија, така? Токму така. Бидејќи јапонците прецизно дошле до заклучок дека
едно буквално дрво пие вода, ја задржува, ама пополека ја продуцира, ја испушта преку транспирацијата потоа и преку неговиот коренов систем смукајќи ја, околу може да испие околу 70% од дожд кога ќе падне. Значи, тоа е огромна количина. Значи, една шума, буквално, може да го спаси Радовиш, па имало смртни случаи пред 5-6 години пред короната од камењата кои што се тркалале низ планинските потоци во Радовишка река, биле загрозени и мостовите, талок и уште повеќе се соголува планината. Практично, тоа е загрозување, ерозија на земјиштето. Тоа е најопасно. Потоа и селото ќе го снема, ќе се изеде ридот, отиде и селото. Сега тоа е друга работа, нели? Малку би се виновни луѓето што се во тоа. Повеќе сечеле, но сега веќе тие ја штитат таа шума. Знаат со правилна едукација. Политика? Тоа е долгорочен проект. Околу и уништување на шумите. Тоа ќе доведе да тој регион, Струмичко-Радовишкиот регион, да има и почист воздух. Бејќи таму имало шума, сега нема. Сега видовме колку е Струмица од нападната од... Ама после 10 години ќе изразна тие дрвца, тоа е буквално педантно направено од Агенцијата за меѓународен развој на Јапонија, JICA популарно. Така? Ја викаат, фонетски кажано. Јица се пишува на латиница, буквално, и педантно да не може да се уништи така лесно и од тие порои што доаѓаат. Оградена е со ограда за да не може стоката и дивечот, добитокот, да ги испасе тие фиданки, бидејќи тие се мали. И ако некоја фиданка буквално угине или искорната од некоја птица, пак се сади нова, но од автохтоните видови кои што е докажано дека таму живееле. Значи, сите тие комплексни сестрани аспекти за да во еден биотоп да може да просперира една човечка сега творба како имитација на природата, успешно, треба да се земат. Токму и тоа вие го зборувате, да се земе сестрано од секој аспект. Дури не можете да ги наброите тие работи во главата што треба да се поттикнат за да се допре до акција. Значи, треба да бидеме луѓе и од акција, не само да констатираме и да чекаме друг да ни ја заврши работата. Буквално се оди буквално на поттикнување на секој човек да почне да размислува проактивно. Да му проработи свеста, значи рациото да го тоа е дел од ја би ја замолил режијата почесто само реагирањето што би требало да се реагира буквално како човек и за себе. Нека бидат себични луѓето, нека бараат решенија. Да. Ќе ги поздравиме гледачите тука и секојаш нашата константна екипа. Тука е Ивана, Драгана, Горан, Јован. Јас ќе ги замолам повторно тие инсерти да ги пушта за скопскиот воздух. Бидејќи наистина ми дава за право господин Бојаровски, ако ми дозволите, дека одат инсертите. Ја би прочитал како воздух ние дишеме во овие последни 365 дена од годината, ако ми дозволите. Режеме малам инсертите што ги имаме за скопскиот воздух. Вика, не можеме 1/3 од годината да составиме со доволно добар воздух. А за добар ич муабе да не правиме. По неколку дена тука и таму. Центар има 10 дена. Гостивар 12, Прилеп 2, Кочани 28. Лазарополи исто така има само 28 дена. Но поради високото ниво на озон, не поради PM10 или PM2,5, уште кои не се мерат. Тоа е се, а не, од друга страна, според информациите, како съм Бојаровски, не као да тоа инсерти само за подсетување и на опомена, што би се лекало на warning, како се планира за 2024, кога не се планираат сериозни мерки за намалување на аерозагаденоста. Бидејќи не ги интересира политикантите. Јас си зимам за право така да ги ослогам,
од политичари не може да бидат. Политичари е вредносен код. Значи, тој е високо стручен, инкорпориран во вистинска смисла на зборот. Ова е политиканство. По купи ден помини, што повеќе изграби, укради и лажи го народот. Од друга ситуација, остави го на милост и немилост. И ова морам да поентирам, што ми даде за право, се фалат, господин Бојаровски. Збориме кон интелектуалци. Не мора да ве само незгодна ситуација. Просечен личен доход е 49.000, а луѓето крај со крај не можат, особено тие со најниска пензија од 10.500. Кој кого лаже? Од друга страна, а најсуштествено не мисла за здравјето на населението. Еве како интелектуалци, не мора да речеме што работи и кај работиме. Како го коментирате? Јас сепак ќе се обратам и во поглед на нашиот разговор што добива и сестрани димензии и како човек кој што бил председател повеќе од 12 години на синдикатот на Центарот за управување со кризи, што е основна единка на Синдикатот на одбраната безбедноста, а потоа и преку него членка на Сојузот на синдикатите на Македонија. Ние имаме буквално една традиција, токму тоа да го што сакате вие да го поттикнете, да се доведуваат буквално професионалци на места за професионалци. Зошто? Вие рековте политиканство, политичари. Нека си бидат луѓето во политиката, окей, но професионалци, тие што добри политичари се тие што можат да ги препознават и луѓето како ресурс. Сега. Значи, кога ќе ги препознаат луѓето како ресурс, тогаш ќе ги анимираат токму за тоа што се. Односно, ако компарираме, нели, ако еве возила, ако некое возило, ако некој човек, ако некој возило е добро за офроуд, треба да препознае дека има добри гуми, повисоко е, има 4x4, односно на сите 4 тркала има погон. Значи тоа ќе го прати возило да се вози во планината, каде што офроуд е на македонски кажано беспатие. Беспаќе. По беспаќата не може да во планина вие Ферари да пратите или Формула. Формула ќе ја пратите на трка. И возила за трка, кои загадуваат. Тркачко возило. Така. Но ова е компарација. Да, значи компарација. Токму и Европа ни го кажа тоа, само секоја партија, сега како човек би констатирал и како синдикат, го кажува тоа пред да дојде на власт. Потоа како да го позаборава. Мери системот. Мери системот значи да се анимираат токму луѓе од браншата, кои што ќе знаат да го препознаат ресурсот во администрацијата со која што ќе управуваат. Или да речеме на правен факултет го запознав Борче Давидковски, кога практично, иако бев на Институтот за журналистика, тоа е професор. Да. Прекрасен. Па, сега, исто како човек, а како синдикалец посебно би сакал да го нагласам тоа, па прагот на собранието не треба да се помине, критикува, да се помине укажува. без да се положи кај него барем испитот за јавна администрација, Секако. односно за администрација. Значи, луѓето и пратеници се сепак од аспект на стручност треба да познаваат одредени работи. Јас нема не смееме да заборавиме на зелените партии во светот, се авангарда. На Ралф Надер во Америка, тоа е партијата која стана мост меѓу двата мастодона, слоновите и магарињата, републиканците и демократите. Значи Ралф Надер е татко на зелената партија. Авторот кој е на она, како се вика, стикерот за производот. Исправете ме малце, да ми текнува. Знаете на што алудирам. И конечно. Да, на лепницата. На лепницата. Зелените партии во Германија, во Франција, тоа се авангардни. Која е наша зелена партија? Вчера, синоќа гледам на телевизија, преседателка Сизием за право, застана вели јас сум само со СДСМ. Пазите, не мисли за еднината на народот, за животот на народот, вклучувајќи министерката за екологија. Значи, дали таквите луѓе треба да бидат на такви места, дали тие луѓе заслужуваат внимание, ова прашам како новинар и интелектуалец, кој треба да се постава прашање 5600
смртни случаи непланирани ради канцерогените честици и се ова што се случува. Немо. Видете, повторно, немојте да го сватите мојот став како оградување, но бидејќи доаѓам од институција, Центар за управување со кризи, и затоа зборувам од аспект само, не само, туку генерално. Ние како административни службеници може да си го изразиме и нашиот личен став по одредена мера, не, без да ја загрозиме институцијата од каде што доаѓаме. Но како синдикалец затоа нагласувам. Затоа можам да го вон да го ја ве прашувам контекстуалец и како новинар ве прашувам. Тоа кореспондира токму со она што го зборувавме. Кога веќе нешто ќе зборуват во случајот дека сте зелени, мислам, под наводници зелени, нели? Се залагате за екологија. Здрав живот. Здрав живот. Тогаш Па и тој што беше во планините сега се ребрендирал во Зелена партија, мислам на Алихмети Дуј. Треба да се сепак да не измислуваме топла вода, да се угледаме на дали треба народот да се запостави? Досега што имале зелени партии кои што покажуваат како имаме и едно достоинство кај луѓето кои што се представници на тие зелени партии и една постојаност, активна постојаност, без политиката да им го крши патот лево или десно. Ете, тоа е што би можел да го посочам. Тие треба да бидат основниот чинител на дефинирањето на политиката и животот од државата. Согласувате со мене. Бидејќи не да се врзувате за некоја партија која е на власт. Од аспект на екологијата. Од вас зависи животот во секој случај. Од вас иднината на генерациите. Но факт е дека се повеќе и повеќе сме свесни дека екологијата не е така наивна работа. Односно, буквално, ако еколошки не ни е чиста средината, ние нема да живееме. Да. Штом нема луѓе, нема ни општество. Да видиме перверзијата. Зашто општествено не сме седеле на столчето и само сме гледале и сме констатирале. Не, мора да си има акција. Акцијата што значи? Како што реков, овие ризици и опасности што Центарот за управување со кризи ги изготвил, долги години ги надоградува. Јас не сакав да читам тука, сулфур диоксид, азотни, тоа се од стручњаци земени работи, кои што представуваат одредени работи на кусо, една агенда, тоа ќе дојде како акционен план. Значи, акционниот план го имаат. Која ќе го набележите вие непријателот, вака, знаете против кого ќе се борите. Еве, тоа се следува, јас и благодарам на режијата, како ние воздух дишиме, и каква е ситуацијата во градовите. Во секој случај тоа е убаво графички дефинирано и навистина ми е стран да речам дека македонскиот парламент има такви секој честни случаи кои се борат за доброто на оваа држава, а за нагласање видовме како може режијата да го пушти и листингот на гласање како се тоа да. Тоа е, верувам, така, јас кога вечерчам, тоа е перверзија. Простите, вокабуларот е доведува, кога вие не мислите за народот. Доаѓате, го лажете народот на денот на изборите, ветувате прекрасна перспектива иднина, а го ставате во една опасна ситуација и го зголемувате смртноста во секој случај. Дали тоа е честно пред себе? Видете, во однос на ова, честно или нечестно, повторно нема да можам да пресечам. Но од вас веќе влеговме крај, за да може кај оти леговме финале на емисијата. На крајот, која е вашата порака? Нашата порака е следна. Ние секогаш во Центарот за управување со кризи, кога не сме гледале некои можни решенија кај владините институции, односно државните институции, дали се тоа и на собранието институции, не битно, значи државни. Тогаш одговорот понекогаш го имаат невладините. Во соработка со невладините изнаоѓаме решенија. Тоа сме го докажале кога Ангелов ги повика за прв пат да бидат на едно место, буквално луѓето кои што не се ни познавале од нивната бранша, од невладините. Владините и најдоа заеднички јазик. Например, имавме пресконференции и за кучињата скитници. Пример е тоа. И за мечките исто така. На едно место и од невладин сектор, и од владин сектор. Не може ние, државните службеници, да кажуваме многу на луѓето кои што
е тоа нивен живот, пасија, определба, начин на живот. Морам да ви се заблагодарам тука, бидејќи наистина емисијата дојде до крај. Благодарам што бевте мои гости. Посакувам среќни новогодишни божјни празници. Чест ми беше што бе вас. Задоволство ќе ми дојдете повторно друга емисија, ќе збориме за животните, за ловот, риболовот и тоа секако што тоа беше да. дел од она што ве поттикна да ме поканите Секако. и како Илија Бојаровски ловечко око. Благодарам многу. Почитувани, тоа беше магистар Илија Бојаровски од Центарот за управување кризи, кој беше овој соговорник токму за ова наша горлива тема. Бите живи и здрави, се гледаме утре во истото време. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.